Колку и да избегавам да се занимавам со македонскава Кардашијан, која се одзива на презимето Арсовска, сепак не можам да премолчам. Ваква глума, ваква манипулација, ваква злоупотреба на функцијата. И тоа на само некој месец пред народот на клоци да избрка од фотелјата, досега не сум видел. Гледате, на крајот и успеа тоа што го посакуваше уште од првиот ден од кога го почна ова шоу на социјалните мрежи. Да стане жртва, маченик. До толку да испровоцира некого за да на крајот му пукне филм и ја нападне. Да не бидам грешно разбран. Воопшто немам намера да ја правдам онаа будалана од Учека што дозволила Арсовска да го испровоцира и да крене рака врз неа. Тој треба одма да одговара, па дури во затвор да заврши. Но не постои оправдување за било какво насилство. Но исто така, треба да бидеме свесни дека целта на Арсовска уште од почетокот на ова реално шоу беше тоа. Да најде некоја будала што ќе ја нападне за да таа стане жртва, маченик, па дури и херој. Знам дека знаете дека имам предупредено, дека таа посакува вакво нешто и апелирав неколку пати никој да не дозволи да ја фали влакно од главата. Затоа што навистина сметам дека станува збор за обично и ефтино манипулирање со јавноста. Еден ефтин, но ефективен пиар со кој сака да ќари политички поени. Памтите, слично како што тоа го правеше Заев, посебно за време на упадот на собранието на 27 април. И ако можеше тогаш да го напушти собранието, тој намерно остана во пресалата, за да на крај биде физички нападнат. И онаа е сликата со раскрвареното чело да го обиколи светот и од него да направи маченик. Епа нашава Кардашијан го прави токму истото, како по учебник за шарени револуции. Од најомразената жена во државата, најнеуспешниот градоначалник во историјата на Македонија, успеа да придобие малку симпатии кај дел од народот. Не смееме да подпаднеме под ова нејзино манипулирање. Не смееме да заборавиме дека станува збор за најлошиот градоначалник што сме го имале во историјата на Скопје.